Ниче Димовски Македон. Најголемата вистинска тајна на светот. Издавач Ниче Димовски. Мислата најмоќното нешто. Прво мисли, потоа дејствувај. Алберт Швајцер. Оваа книга ја создаде мислата, исто како што ја создаде и техниката на нанодианетиката. Тоа е истата онаа мисла која што од секогаш била заслужна за промената на светот, од неговиот настанок до ден денешен. Така ќе биде и се до неговиот крај. За неа квантната физика вели дека таа е енергија со својат фреквенција и дека истата може да се измери, а медицината го открива движењето на мислата во мозокот и ги лоцира деловите во кои таа се активира. Мислите се слики во умот што ни пристигнуваат од сите сетила, преку видот, звукот, мирисот, вкусот, допирот. Кога зборуваме, ние не забележуваме дека секој збор, секоја буква и се што ќе помислиме всушност е слика. На ист начин тоа го прифаќа и оној кому му зборуваме или му пишуваме нешто. Сликите преку кои се одвива начинот на разместување кај луѓето се активираат преку електричен импулс од сетилата во мозокот. Што и да разговарате, да прашате или да ве прашаат, во мозокот веднаш се формира слика според која го добивате објаснувањето. Ако ве прашаат каде се наоѓа Африка, веднаш пред очите ви се појавува слика на атлас на светот и вие одговарате. Истото се случува ако ви кажат да помислите на крокодил, жирафа, зебра или секоја друго животно, потоа куќа, кревет, автомобил и така натаму. Тогаш во истиот миг креирате слика и според неа со потполна точност давате објаснување за изгледот на замисленото, на истиот начин како што сте го меморирале со вашата фотографска меморија. Мислата е најбрзото нешто. Таа е побрза и од самата светлина. Прецизноста на секоја слика што произлегува од некоја мисла е резултат токму на нашата способност да мислиме преку креирање слики во нашиот мозок. Ништо од она што ни се случува во животот не е случајно. Голема е потребата луѓето да научат да ја пишуваат својата иднина, се разбира, доколку го сакаат тоа. Секој е токму она што го мисли, чувствува и она во што верува. Овој закон на природата е толку едноставен, што за неговата примена нема потреба од никакво образование. Да ги земеме за пример најсиромашните држави, каде што во пракса може да се потврди едноставноста на овој закон. Тој е достапен за сите и секому подеднакво му е дадено правото да го употребува без разлика на неговата вероисповед, раса и нација. Човековата иднина е испишана од сопствените мисли и е резултат на човековите постапки. Вие сте тие кои ја пишувате својата иднина, па затоа никогаш не обвинувајте ги другите за се што вам ви се случува. Дури и да влијаела околината на нешто, ако вие не сте дозволиле тие мисли да ги примите во вашата свест, никој не можел да ги всади во вас. Сетете се дека само простакот ги обвинува другите, а благородниот човек се обвинува себе си. Поради тоа никогаш не обвинувајте ги другите за своите грешки. Човек може многу пати да сгреши, меѓутоа тој ќе доживее пораз дури кога ќе почне да обвинува некој друг за своите грешки. Дж. Пол Гети. Од сега, не обвинувајте се себе си за сите неволји што ви се случиле, затоа што ќе научите да ја пишувате вашата иднина токму како што мислите и посакувате и веќе никој нема да има моќ над вас. Од сите живи суштества на земјата, природата само нас не надарила со моќ да можеме да ја менуваме нашата иднина. Штом тоа ќе го посакаме, можеме на лесен и ефикасен начин да го постигнеме истото само со промена на мислите. Независно од тоа какво било нашето минато, потребно е само да ги трансформираме негативните мисли во позитивни. Колку едноставно!
Само поставувате нова програма во вашиот компјутер и на мониторот го гледате посакуваниот резултат, се додека не одлучите да ја промените таа програма. Тогаш ќе станете тоа што секој човек го посакува, Бого човек во своето тело. Штом ова еднаш ќе го почувствувате и вашата подсвест ќе реагира соодветно, па ќе ве следи каде и да одите и како верен дух ќе ги чека вашите наредби за да ви ги исполни желбите. Вие само отфрлете ги сите негативни мисли од вашата глава што се производ на злото, зависта, љубомората, критиката, стравот, суетата, егото и останатите зла на овој свет. Ова едноставно се прави со простување на сите кои ви сгрешиле, сите на кои вие сте им сгрешиле и со простување на самиот себе за сите досегашни грешки. Колку поискрено им испраќаме љубов и разбирање на сите околу нас, толку повеќе ќе ни се враќа. Искрените и позитивните мисли се бумеранг кој неминовно ќе ви се врати и ќе вроди со плод. Тајната на вашата промена се крие во промената на начинот на размислување. Поттикнете го мозокот на позитивно размислување и тој ќе создаде извор на позитивни мисли од кои ќе се храни. Ова се учи и станува секојдневие како и секоја друга работа што ја работите, а воопшто не размислувате за неа, па дури и не се сеќавате кога сте ја научиле. Со нови конструктивни и позитивни мисли ќе исчезнат сите негативни. Оваа промена ќе поттикне самодоверба кај тебе, во твојата свест и подсвест. Секој што сака да напредува со помош на оваа техника, мора да развие способност за разликување на мислите. Тоа значи да развие способност за справување со негативните декадентни ставови и истовремено да не се размислува негативно. Единствено, ние можеме да имаме своји мисли на кои другите не ќе можат да влијаат доколку не им го дозволиме тоа. И никој никогаш нема да може да ви ги дознае тајните, доколку вие не му ги кажете. Вака Создателот ни дал потполно и неотугиво право на власт над собствениот ум. Ова треба да се искористи за да се навикнеме на фактот дека имаме контрола над мислите, а со тоа и над емоциите. Размислувајте позитивно во тешките ситуации и не дозволувајте емоциите да ја превземат контролата над вашите мисли. И самите знаете дека умот не е способен да го даде максимумот кога е обседнат со негативни емоции. Поради тоа научете го она што го прават успешните луѓе. Доаѓаат до различни решенија со мирен пристап, непристрасно во секоја ситуација. Создадете навика да внимавате на секоја мисла и секој збор што го употребувате. Ако се случи некој да ја изгуби контролата врз себе и да ви каже некои работи што не се пријатни да ги слушнете, знајте дека тоа се тие моменти кога ќе треба да го примените наученото од овој текст. Кога веќе еднаш сте го научиле она што секој сака да го знае, не смеете да дозволите ништо разорно да влезе во вашиот ум и во вашите емоции. Лошите мигови дочекајте ги со радост, за да проверите дали сте се надградиле. Нема да им дозволам на другите да го извалкаат мојот ум со нивните гнасни мисли. Махатма Ганди. Големината на мудроста е токму во самоконтролата. Научете се како да воспоставите контрола над своите мисли и над себе си и постојано практикувајте го тоа. Ке забележите дека и светот околу вас се менува кога сте повоздржани. Не заборавајте дека се започнува со мислата. Треба да знаете дека човекот дневно има околу 100.000 мисли, од кои дури 80% се негативни. Ако ги анализирате овие мисли, ќе утврдите дека добар дел водат потекло од вашето минато и иднина и дека тие се само товар на свеста. Дали сте сега свесни дека вие го пропуштате времето содржано во сегашниот миг и дека тоа е причината што тапкате во место, оптоварувајќи се со вашите негативни мисли? Затоа најпрво треба да се избришат сите спомени врзани за минатите негативни случки по пат на простување. Мислите се енергија.
Се што е создадено на светов мора да преминало од нематеријален свет на мислите во материјален и реален, опиплив и видлив свет. Апсолутно ништо не може да замисли човек како своја материјална, емоционална или интелектуална цел, а при тоа некаде да не постојат веќе готови ресурси за исполнување на таа цел. Сликите што се создаваат од нашите мисли бараат слични или исти слики во архивата на мозокот. Токму затоа подсвеста секогаш ќе ви понуди решение на секој проблем доколку тоа го побарате. Тоа зависи од вашето искуство за реално прифаќање на тие решенија согласно тоа дали верувате или не верувате во нешто. Подсвеста не прави разлика на добри и лоши мисли. Без разлика на што и да помислите, таа подеднакво ја прифаќа сликата создадена и од негацијата и од афирмацијата. Како што претходно спомнав, невропептидите или интелигентните молекули секоја информација ја носат низ целиот организам, стимулирана од емоциите во зависност од тоа дали подолго време се задржуваме на некоја мисла и со колкава доза на емотивност реагираме на неа. Таа мисла остава посилен впечаток од останатите и се задржува подолго. Мислата кај секој човек се менува на секои 4 секунди, освен кога свесно ќе ја задржиме подолго. Секоја мисла, задржана подолго од 10 секунди во телото, создава хемиски процес и процес на реална манифестација во мозокот, независно од тоа каква е. Со секое нејзино свесно или несвесно афирмирање, се повеќе се зголемува моќта на таа мисла како идеја или цел. За таа мисла да стане вистина, мора да премине од енергија во материја, додека не се реализира целосно. Доколку и по едно вакво остварување не ги промените мислите и продолжите да размислувате на ист начин како и досега, проблемот ќе продолжи да постои и понатаму. Честото повторување на истите мисли почнува физички да се одразува на вашето тело. Вие започнувате да зрачите токму како што се чувствувате, а вашата конфузност или сигурност ќе биде производ од вашите мисли. Многу добро запомнете дека не смеете да се борите со работите што не ги сакате. Например, сиромашниот мисли на својата сиромаштија. Оној што има вишок килограми мисли како да ја намали својата тежина, а тој што е болен мисли само на болеста. Односно, несреќниот мисли на несреќните работи и ги привлекува. Секогаш кога мислите за нешто, се врзувате за тоа. Сиромашниот станува посиромашен, дебелиот уште подебел, болниот се разболува уште повеќе и така натаму. Доколку во вашите мисли водите битка со она што не го сакате, вие му давате толку енергија колку што трошите и со тоа го правите поголемо и помоќно. Секое сомневање во нешто изразено со негација, додадена пред зборот сакам, успеам, направам, вашата подсвест го разбира како да сте рекле не сакам, нема да успеам, нема да можам да направам, без разлика колку да сте го сакале тоа. Подсвеста веднаш прифаќа се без да се спротивстави. Болеста на столетието, наречена страв, ги буди сите негативни емоции на злото кај човекот, а тие му нанесуваат болка. Никогаш не е важно што мислат другите за тебе, најважно е што ти мислиш за себе. Физичката и менталната состојба на секој човек ја диктираат неговите мисли во зависност од тоа како се менуваат. Времето на менливост започнува од моментот на активирањето на мислата, се додека целосно не поверуваме во замисленото. Честопати тоа е веднаш. На почетокот е многу тешко да се контролираат мислите, но подоцна тоа прераснува во навика. Во суштина, мал е бројот на оние кои го живеат денешниот ден. Повеќето се подготвуваат да живеат подоцна. Джонатан Свифт. Минатото никогаш не е важно, туку она што го правиш во сегашноста, дури и да сте имале лоши навики, ако одлучите да ги промените, во тоа ќе успеете. Сето она што го чувствуваш во моментот е на пат да ти се случи. Независно дали мислиш дека си нешто или не си, дека нешто можеш или не можеш, секогаш си во право за тоа што го мислиш. И всушност ти си тоа.
Секој човек е само она што е после јас сум. Ова што сега сте вие и што ви се случува, тоа се вашите мисли, чувства и верувања од минатото. Ако не ви се допаѓа сегашната состојба, не пишувајте ја иднината со вашите сегашни мисли, променете ги нив, издигнете се над просечноста, па ќе ви се промени и иднината. Се што ви се случувало досега, потекнува од некоја јасна мисла со која сте го повикале тоа. Мислењето е највозвишената уметност со која се гради се што ќе си замислите со помош на наногенетиката. Мислата е тивка и беззвучна, но таа е најголемата сила во универзумот. Од овој ден не дозволувајте повеќе да ви се запишуваат нови, негативни мисли за нешто или за некого. Заштитниот зид што ќе го создадете сами, ќе ви изненади и вас и сите околу вас. Вие никогаш повеќе нема да бидете истиот човек подложен на туги влијанија. Не треба да се живее во идиличен свет наметнат од други, туку вие самите треба да го создадете вашиот свет и да го втемелите на реална основа. Не постои човек кој може да всади мисли во вашата подсвест доколку вие тоа не му го дозволите. Никогаш не дозволувајте некој да манипулира со вашите мисли и да ви ја пишува иднината. Секој сам си ја определува иднината. Неслучајно една изрека вели: секоја будала наоѓа уште поголема будала на која и верува и се воодушевува. Мислата е најмоќното средство на светот. Од сега вие запомнете ја реченицава и не заборавајте ја никогаш повеќе. Мислата е основата на сето она што книгава сака да ве научи. Впрочем, и реченицата со која започнува Светото писмо, Евангелие по Јован, вели: на почетокот беше само зборот, и зборот беше со Бога, и зборот беше Бог. Бог е бескрајна сфера, чијшто центар е секаде, а периферијата никаде. Свети Августин. Колку убава реченица, која прилагодена на овој наслов би гласела вака: на почетокот беше само мислата, и мислата беше со Бога, и мислата беше Бог. Сите наши мисли секогаш ни се враќаат со неверојатна прецизност. Брзината со која ќе се случи враќањето зависи од тоа дали некој се наоѓа на повисоко или на пониско ментално ниво. Вие не сте помалку интелигентни од поголем број богати луѓе и од многу политичари на овој свет. Тие не се на врвот затоа што се најпаметни, туку затоа што научиле каде да ги фокусираат своите мисли и така да добијат се што ќе посакаат. Ова е основната причина зошто 96% од капиталот на земјата се наоѓа во само 1% од луѓето. Многу од нив дури и не се свесни како го прават тоа и ако ги прашате, никогаш нема да знаат да ви го објаснат. Ова го тврдам само затоа што ако некој досега ја знаеше формулата за сигурен успех, тој ќе ја кажеше. Се што мислиме и чувствуваме, секогаш се манифестира на ист начин или еквивалентно на тоа. Исклучоци не постојат. Сега, кога свати од каде потекнуваат сите твои поранешни неуспеси, не тагувај повеќе во минатото како поистурено млеко. Тоа што било, поминало. Ова што е денес, само тоа постои. Затоа сега, веднаш, искорени ја старата навика, смени ги мислите и влези во светот на најуспешните и најсрекните луѓе на овој свет. Моќта на мислата е во нас и таа делува на нас самите и на нашата околина. Никогаш не дозволувајте вашето минато да ви диктира кој сте, но сепак нека биде дел од она што ќе станете. Џони Магања. Секој човек во мислите непрекинато разговара сам со себе или дискутира со некого. Тоа е процес на затворен круг што се случува постојано, а со тоа секој се програмира со помош на своите мисли. Така човекот станува несвесен за текот на времето. Мислите на човекот предизвикуваат хемиски процес во неговото тело, во жлездите, нервите, рбетниот мозок. Например, потребна е само една сексуална мисла за човекот да се возбуди. Целта на нашето живење е да научиме да мислиме, а тоа е еден голем трик и воопшто не е лесно да се постигне.
Кога ќе научите времето да го користите за позитивни и конструктивни афирмации, тогаш навлегувате во свет каде што ќе имате контрола над самиот себе и над се што се случува околу вас. Кога ќе се доведете до чувство дека сте си необичен на самиот себе и на вашите најблиски, тогаш сте ја постигнале целта и сте успеале да ги промените старите лоши навики и мисли. Тогаш сте го научиле најмоќното нешто – мислата. Постојано размислувај јасно. Секогаш држи ги очите широм отворени и собери ги сите информации што ти се потребни, па ќе стане многу едноставно. Многу лесно ќе почнеш да ги разликуваш вистинските од лажните мисли. Вистински важните мисли што ти се потребни, ќе ги меморираш силно во свеста, а беззначајните ќе мируваат во подсвеста. Со текот на времето целосно ќе завладееш со позитивните мисли и ќе можеш да ги насочуваш кон конструктивни цели. Ќе станеш успешен на сите полиња. Негативните мисли веќе нема да може да ти одземаат енергијата и времето, туку тие ќе бидат твои најдобри учители. Ова е формулата на најуспешните луѓе на планетава. Ако науката потврдува дека мислите се енергија, тоа докажува дека свесните мисли се свесно насочена енергија. Со свесно насочена мисла секогаш можеме да влијаеме одредени збиднувања да се случуваат побрзо или побавно, во зависност од тоа што ќе посакаме. Светот се подистава настрана за да ги пропушти тие што знаат каде да одат. Дейвид Стар Гордон. Бидете свесни за моќта што ја поседувате и имајте на ум дека кога реализирате нешто, мора да преземете вистински чекори за да го подобрите и темелно да го промените вашиот живот. Секогаш биди господар на мислите, но никогаш слуга на зборовите, рекле мудрите. Оптимизмот е голема подкрепа. Нека ве придружува секогаш. Моќта на зборовите. Малечок збор изговорен со добрина, отворена душа или некоја солзичка, честопати ги исцелувале ранетите срца и раѓале искрени пријателства. Затоа не сметајте дека убавите зборови се губење време. Вие можете да скршите или да излечите нечие срце со изразот на своето лице и со своите мисли. Даниел Колсуорси. Зборот е најопасното оружје на светот. Тој е последица на мислата создадена во мозокот која е преточена во звук со помош на гласните жици. Тоа значи дека кога зборот е упатен, тој е акција, а мислата е негова реакција. Од сите живи суштества, само тебе ти е овозможено да го употребуваш ова оружје. Преку зборот, мислата управувана со светот. Тоа е така затоа што зборот е подарок што директно доаѓа од бесконечната универзална интелигенција, која луѓето ја нарекуваат Бог. Затоа, светите книги, зборот го нарекуваат Бог, кој му е даден на човекот како Бого-човек, за преку него да може да управува со светот. Зборот е творец на најубавите и најлошите работи што ги познаваш од почетокот на светот до денес. Зборот ги создаде 7 светски чуда во стариот век и 7 нови во новиот. Но зборот е и средство кое ги иницирало сите досегашни војни и е најразорното од сите средства на светот доколку се употребува погрешно. Зборот како пишан символ се употребува од памтивек. Благодарение на зборот, ние македонците им ја дадовме кирилицата на многу народи. Нашите предци, Свети Кирил и Методи, а подоцна и Свети Климент, преку пишаниот збор не поставија на пиедесталот во историјата. На половина милиарда луѓе, кои сега ја употребуваат кирилицата, им го дадовме нашиот пишан збор од звук преточен во писмо. Мудрите рекле, зборовите убиле повеќе луѓе отколку што се убиени во сите досегашни војни. Ова треба да се разбере и да се прифати, моќта што излегува од вашата уста. И не случајно се вели, она што влегува во телото преку устата, излегува од телото, но она што излегува од устата, допира до срцето.
Ti si тој кој ќе одлучи што ќе излезе од твојата уста и што ќе допре до срцето на оној кому му го упатуваш зборот. Зборот е магија и тоа е најопасното што му е дадено на човекот. Луѓето понекогаш свесно или несвесно применуваат магични ритуали едни кон други и со тоа предизвикуваат убави или лоши работи. Знаејќи го фактот дека на секој човек денот му е исполнет со поголем дел негативни мисли, слободно може да се каже дека зборот го користиме повеќе за испраќање емоционален отров кон другите и кон самите себе, преку обвинување, осудување, проколнување, а сето тоа води кон уништување на доброто како кај другите, така и во нас. Ние пак самите се труеме преку омразата, љубомората, зависта. Преку зборовите создаваме омраза помеѓу нас и нашето обкружување, додека пак преку своето владење државите создаваат омраза меѓу народите, расите и религиите. Ова е толку длабоко навлезено во поединецот и колективната свест, што ние го прифаќаме и го применуваме како нормален начин на комуникација. Преку зборовите ги привлекуваме среќата и несреќата. Зборовите создаваат закони од кои тешко се бега. За еден искажан, негативен збор кој создава негативен закон, некогаш треба да потрошите безброј позитивни зборови за да го неутрализирате дејството што го предизвикал. Но честопати се случува да го употребите сиот зборовен фонд што ви стои на располагање, а сепак зборовите да немаат никаква сила да го поправите претходно создадениот негативен закон. Така, ако претходно искажаниот негативен збор е заснован на лага и нечесност, не можете да го поништите ваквиот закон што тој збор го создал. Кога се противиш на нешто, тоа ја превзема енергијата што ја трошиш против него и ја користи против тебе. Тоа се случува во секојдневниот живот. Например, кога ќе ве застане полицаец и ќе ви каже дека сте направиле прекршок, ако веднаш се спротивставите на неговите зборови, ќе наидете на отпор од негова страна правејќи непробивен зид за натамошна позитивна комуникација. Со секое наредно спротивставување, вие само ја зголемувате неговата непроменливост и тврдокорниот став дека сте виновен ќе станува се посилен и подефиниран. Но доколку го поддржувате неговото мислење и се нападнете самите, да речеме со зборовите «Во право сте, јас грешив, треба да бидам казнет, го заслужив ова», ќе забележите дека полицаецот започнува да ве брани и да ве убедува дека тоа и не е толку сериозно. Ваквите ситуации ни се случуваат и со нашите соговорници, па за да не биде така секогаш кога ќе посакате да добиете позитивен одговор од некого, претходно наметнете му неколку прашања на кои ќе ви одговори позитивно. Ова е наједноставниот начин со кој што ќе го урнете секој зид и во секаква ситуација ќе добиете позитивен одговор. Не може секогаш да имаме контрола над мислите затоа што тие се движат со голема брзина. Но доколку воспоставиме контрола над зборовите, тогаш многу лесно ќе започнеме да ги контролираме и мислите. Внимавајте на мислите, стануваат зборови. Внимавајте на зборовите, стануваат дела. Внимавајте на делата, стануваат навика. Внимавајте на навиките, стануваат карактер. Внимавајте на карактерот, тој станува твоја судбина. Непознат автор. Кога ова ќе го научите, станувате господар над секоја ситуација, внимателно одбирајќи ги зборовите пред да проговорите. Искреноста не е да кажеш се што мислиш, туку да го мислиш тоа што ќе го кажеш. Кај луѓето, истакнувајте го само она што е убаво, добро и мило, а за негативностите не зборувајте. Кога ќе научите да благословувате, да напредувате и да ги лечите душите на луѓето со зборови, сте ја постигнале највозвишената цел во себе. Нашите предци, Платон, Питагора, Сократа, особено Аристотел, често говореле за зборот и мислата. Денес, метафизиката научно ги потврдува нивните тези. Ако може да се измери јачината и фреквенцијата на мислата, замислете колкава е моќта на зборот. Затоа зборот може да плени, да лекува, да смирува, но и да предизвикува војни, да повредува, да нанесува болка. Зборовите се рај за душата на болните.
Кога ќе завладееме со убавите зборови, ние веќе ги контролираме мислите, а со тоа ги уништуваме негативните мисловни процеси. Затоа мора самите да одбереме каде сакаме да не одведат зборовите, пред портите на пеколот или пред портите на рајот. Кога некој ти испраќа емоционален отров преку зборовите, можеш да го прифатиш или да му се спротивставиш. Ако не го прифатиш веднаш, го забораваш и не го забележуваш, но ако му се спротивставиш и дозволиш да се запише на лентата на меморија, тогаш веќе се соочуваш со сериозен проблем во зависност од твојата емотивност, која му дозволува да ти дојде дома. Тогаш започнуваш да го препишуваш тоа на лентата на меморија и да се присетуваш се почесто додека тоа не те искрши во душата. И затоа никогаш не дозволувај лоши, туги, магични зборови да навлезат во твојата свест, а оние кои веќе се таму избриши ги од твојот мозок. Само на тој начин можеш да обстоиш во апатијата на денешното време, во која живеат поголемиот број луѓе со мали исклучоци. Но поинтересно е тоа што оваа состојба е заразна и од моментот кога ќе се смените, ќе забележите како сите во вашата околина стануваат слични на вас. Ако додека сте во друштво на блиски луѓе, употребувате зборови што пријатно ќе делуваат на нив, многу брзо ќе започнат и тие да ги употребуваат. Секако, зборовите се најсилната дрога со која се служи човечкиот род. Р. Киплинг. Обидете се да го применувате ова неколку дена и ќе се изненадите. На почетокот тоа ќе ве збуни и ќе бидете вчудовидени од едноставноста и силината на оваа техника, но подоцна нема ни да забележувате затоа што ќе ви стане вообичаена практика. За да ја откриеме моќта на зборовите, потребно е да бидеме добри слушатели и да проникнеме во кажувањата на другите. Секој соговорник, доколку внимателно го слушате, ќе ви ги каже сите добри или лоши работи што го оптоваруваат, и тоа на суптилен и јасен начин. Често и тој самиот несвесно ви го открива она што го мисли во себе и ви овозможува да навлезете во најскриеното катче од неговата душа, за да ви ги открие тајните што најстрого и најдоверливо ги чува само за себе. Внимателно слушајте ги луѓето што зборуваат. Кога подоцна ќе научите да им ги читате мислите од движење и гестикулацијата. Ќе станете детектор за мисли и верувајте, ќе уживате во тоа. Ќе знаете кога луѓето ве лажат, а кога ја зборуваат вистината, и вие нема да се возбудувате околу тоа, бидејќи и без тоа ја знаете вистината. Вие ќе уживате во ситните лаги кои ви ги кажува соговорникот, но големите лаги, што на овој начин ќе ги откриете, ќе ви израдуваат до бескрај. Мудрите рекле: ние кај другите не го забележуваме она што не е во нас самите, туку само она што е во нас. Само поради ова лесно ќе може да ја откриете поврзаноста на мислите помеѓу два субјекта. Потребно е само внимателно да слушате што ви зборува соговорникот, или пак околината што ве познава или не ве познава. Тие што негативно ќе се изјаснат против вас, забележале нешто ваше што го имаат кај себе. Со оваа постапка тие покажуваат дека сакаат да ги замените местата, поточно тие да дојдат на ваше место, а вие да одите каде што сакате. Важно е тие да се на вашето место. Од ова вие имате најголема придобивка, а тие ќе си останат токму каде што се, заедно со нивниот скриен запис, енграм, кој предизвикува копнеж по нешто ваше. Добивката кај вас е тоа што тие сакаат да ви кажат нешто важно, колку непријателството кон вас е поголемо, толку важноста на тоа што го имате е поголема. Но доколку знаете правилно да го декодирате она што тие на несвесен начин ви го кажуваат, вие може да го искористите тоа за уште поголем духовен развој. Добро избраните комбинации на зборови може да ве издигнат и да ве направат успешен или во денешно време познат политичар, но само до оној момент додека ги употребувате зборовите што другите сакаат да ги слушнат. Многу политичари исчезнале од политичката сцена само поради лоша изјава и лоша комбинација на јавно кажаните зборови. Нам ни е дадено најмоćното оружје, зборот,
со кој создаваме или уништуваме во зависност од неговата употреба. Убавиот збор што сте го упатиле некому, вие ќе го заборавите, но личноста на која е бил наменет уште долго ќе го памети. И лошите зборови кажани некому, вие може да ги заборавите, но оној на кој му се упатени ќе ги памети и ќе страда доколку ги доживее лично. Некои луѓе целиот живот го живеат со одредени зборови што им биле упатени од некоја личност, труејќи си ја душата со нив. Луѓето кои те повредиле, го правеле само тоа што го знаеле на патот од својот живот. Да знаеле подобро, не би го правеле тоа. Повредените луѓе ги повредуваат другите. Здравите луѓе со внатрешен мир не го прават тоа. Тие се полни со самопочит, позитивни убедувања, инспирација и спремност да го видиш најдоброто во другите. Робин Шарма. Во зависност од секојдневната употреба на зборот, ние создаваме магија, рај на љубовта и среќата во сите полиња од животот. Злоупотребата на зборот создава пекол на црна магија. Многу опасни се лошите зборови за оној што ги испраќа, но уште поопасни се за оној што ќе ги прифати. Втората страна, оној за кој се наменети лошите зборови, доколку ги прифати, има големи шанси да биде магепсан. Премногу опасна игра се зборовите за сите оние кои не научиле како да се заштитат од нив. Кога ни упатуваат зборови за чие значење се плашиме да прашаме, правиме предпоставки, обидувајќи се да докажеме дека некој друг не е во право. Секогаш е подобро да поставите прашања отколку да создавате предпоставки, затоа што предпоставките се предуслов за страдање. Сите проблеми се решаваат кога има јасна комуникација. Често се случува погрешно да го протолкуваме она што другите ни го зборуваат, бидејќи не ги слушаме, не ја следиме нивната дикција и гестикулација, а потоа правиме своји, погрешни предпоставки. Секој сака да разговара со онаа личност која навистина знае да слуша. Доброто, внимателно слушање ќе ве направи потрпеливи и поопуштени вас и вашиот соговорник. Со добро и внимателно слушање ќе го подобрите квалитетот на вашиот однос со околината. Кога одите на лекар, вие му кажувате каде ве боли и тој веднаш знае што ве боли. Така се откриваат физичките болки. Кога чувствувате некоја психичка болка, вие несвесно ја кажувате на вашата околина. Во зависност од силината на болката, неа ја изразуваме повеќе или помалку. Секогаш слушајте ги другите што ви зборуваат. Тие ќе ви кажат се за себе, а потоа ќе се изненадат како сте ги откриле. Прекрасно е чувството кога не дозволувате тугите лоши зборови да допрат до вас. Имате чувство дека целосно владеете со себе и со својот живот. Ќе почувствувате дека никој повеќе нема моќ да владее со вас и да ве програмира како што сака. Од моментот кога ова ќе го разберете, станувате свесни дека само вие сте биле виновни за вашите постапки и поради тоа сте ова што сте денес. Секогаш кога немаме контрола над зборовите, нашата потсвест е преокупирана со деструктивни идеи. Воспротивно, секогаш кога непрекинато повторуваме некоја позитивност, негативните мисловни форми ќе бидат уништени. Научете ја денес најтешката работа во светот – да слушате и да проникнете во иднината преку зборовите. Не постои ниту еден човек кој може да ви направи магија или да ве магепса, доколку вие тоа не му го дозволите преку зборот и мислата. Нивните зборови би ја изгубиле својата моќ доколку вие одлучите да не ги прифатите. Ако ја знаете моќта на зборовите, никој на светот не може да влијае на вас. И што е уште поинтересно, оној кој ви ги упатува, кога ќе се соочи со блокада од ваша страна, има чувство како да се гледа во огледало, па лошите зборови му се враќаат. Најголемата измама која можете да ја воочите преку печатените и електронските медиуми е тоа што некој настојува да ви ја предскаже иднината. Луѓето кои ја предскажуваат туѓата иднина вадејќи само зборови од ракав, речиси секому прават проблем со тоа што несвесно го програмираат за понатамошниот живот.
Зборовите ни се дадени со нив да лекуваме и благословуваме, да ги користиме за љубов и среќа и за се она што сакаме да ни се случува. Никогаш не давајте го зборот безцелно. Денес постојат голем број така наречени гатачи и гледачи на карти, исцелители и бајачи, кои за малку пари им прават големи проблеми на луѓето. Кажете им збогум на гледачите на карти, кафе, стаклени топки и безброј други самопрогласени јасновидци. Тие сакаат да ве програмираат за да заработат ситни пари од вас, при тоа правејќи ви огромна штета во системот на мислите. Честопати се случува некој да ви предскаже или сами да помислите дека се што ви кажал се остварува. Ова се случува бидејќи тој ве програмирал за вие да го насочите вниманието кон тоа што ве воодушевило или ве исплашило од неговото предвидување, па по пат на имагинација несвесно сте го создале тоа со мислите. Постојат дури и фирми што продаваат среќа и успех преку разните услуги што ги нудат. Запомнете, не се глупави оние што продаваат зборови, предскажувајќи ја иднината со помош на секакви реквизити за измама. Овие луѓе само смислиле начин како да заработат нечесно. Тие само пронашле наивни луѓе кои се воодушевиле од нивните ласкави и лажни зборови, им поверувале и понесени од нив ги потрошиле своите пари. Ако воопшто добиле нешто на овој начин, тоа сигурно не било предизвикано од среќни калкулатори или амајлии. Магичноста на зборовите искажани од оваа група измамници направила програмирање на нивната подсвест која поверувала во веројатноста на предвидувањата, па се потрудила да го оствари замисленото. Оние пак кои се надевале дека ќе се оствари кажаното, а се соочиле со разочарување поради нефункционирањето на среќните амајлии, многу лесно можат да бидат зафатени од деструктивни мисли, па дури и да посегнат по својот живот. Ова воопшто не смее да се свати несериозно. Моќта на зборовите се докажува на наедноставен начин преку хипноза. Кога хипнотизерот ќе го заспие човекот, тој му вели да плаче или да се смее, да му крвари носот или да му се здрват рацете, нозете и така натаму. Што и да му каже, тој во целост го спроведува тоа. Сето тоа функционира така што на одреден збор од хипнозата сетилото за слух ја пренесува информацијата до мозокот и тој веднаш ја извршува наредбата. Затоа е опасно кога подсвеста ќе поверува во зборовите и ќе ја убеди свеста во верувањето. И затоа, премногу ризично е кога ќе поверувате некому кој свесно или несвесно сака да ве програмира. Луѓето продаваат магични зборови со кои најчесто ќе ви го уништат животот. Верувајте само во себе си и нема да постои човек кој би можел да ви наштети и деструктивно да влијае на вас. Подсвеста никому нема да прости за искажаните мисли, озвучени со лоши зборови. Постојат моменти во животот кога несвесни добронамерници од нашето обкружување не убедуваат да не го следиме нашиот сон, со изговор дека тоа е нешто неостварливо, преголемо, недостижно. Тоа е суптилен начин на контрола и ретко кој е свесен како таа функционира, како и за последиците што ги остава. Затоа, верувај во себе и биди она што ти вистински и со љубов го сакаш. Биди што сакаш. Веќе си.